Пукањето од огнено оружје е се уште неизбежен декор за многу свадбени веселби во земјава, но честопати куршумите наместо во воздух во функција на забавата завршуваат на погрешно место, па немал е бројот на случаи на повредени лица. Поради сериозноста на повредите, некои од гостите дури завршуваат и во болница, па такви случаи имаше и ова лето. Психологот Милован Србиновски вели дека се работи за стари процеси кои се резултат на традицијата од минатото. Зошто на свадбите баш се пука од огнено оружје? Зашто од огнено? Затоа што помислам дека се мисли, можеби и несвесно, дека што нешто е пообучно, дека е тоа поважно, позначајно, нели, дека е поголема прослава и така. Традицијата е веројатно позадржана, поригидна е, поригидни се луѓето. Социологот Татјана Стојанова Иванова вели тоа е децениски проблем. За жал, бидејќи немаме до сега некоја ригорозна санкција и затоа секој нареден оди на она, знаете, народната, кога тој не санкциониран, зошто јас тогаш да не го потребам. Дали дека живееме во општество кое што ќе стимулира и ќе продуцира. Ако вие на веселба потребувате насилство и агресија, тоа каков пример им давате како модел идентификација на идните генерации. Според полицискиот билтен, само во 2019 година регистрирани биле 8 случаи на пукање со огнено оружје за време на одржување на свадбени веселби, при што повредени биле 4 лица. Поднесени се 2 кривични пријави, 3 барања за поведување на прекршочна постапка, а 1 лице било приведено. Многу е битно во семејството да се влијае преку воспитување на децата, со личен пример. Значи не може да се воспитува да не се пука по свадби, а возрастните тоа да го прават. Она што загрижува се и големите количини на оружје кои ги поседуваат граѓаните. Според МВР, на територијата на државата се регистрирани околу 180.000 парчиња оружје. Лицето кое сака да поседува оружје мора да има наполнет 18 години, да не му е одземена или ограничена деловната способност, да не представува опасност за јавниот ред, да е здравствено способно да поседува и носи оружје, да има оправдана причина за набавување на оружје и да располага со техничко знаење за правилна употреба, чување и одржување. Пукањето од огнено оружје на свечености се казнува со глоба од 200 до 500 евра. Во случај на повредување и ранување може да се санкционира со затворска казна од 1 до 5, односно 10 години. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски.